Кога правите корекции, пак не ги правите, заради тоа што барале граѓаните. И пак не ги барате, заради тоа што опозицијата реагирала. Туку затоа што сте вие великодушен, и вие советниците исто така, и вие сте сватиле дека некои граѓани се повредени, па ајде, сега ќе исправиме грешката. Знам дека не е тема на дневен ред денес носењето на урбанистичкиот план, кога велиме на криминален начин. Не велиме дека за тоа ќе одговарате, вие за друго ќе одговарате. Немаше криминал, не се секирајте тука. Јасно му е и на колегата, јасно му е дека немаше криминал. И ако не сте знаеле, прочитете го деловникот, градоначалникот, колку пати ќе побара збор, толку пати имате обврска да му дадете збор. А вие треба да се држите според деловникот за работа. Значи, вие секогаш го кршите деловникот, благодарејќи на тоа што ви дозволува председателот на Советот. Прво, колешке Несторовска, кај пред камерите, пред вашата камера, пред Телма да ви кажам. Значи пред вашата камера, бидејќи овде како висок полициски функционер паднат од Господа во Министерство за внатрешни работи, овде се заканувате дека јас ќе сум одговарал за нешто. Вака јавно ви кажувам дека и ти и оној како се вика министерчено из Куманова Оливер Спасовски ќе ми плукнете под прозор сите заедно. Значи ќе ми плукнете под прозор. Затоа се обидувате со полицајци да кружите околу општината, да најдете нешто, ама ќе најдете шипки варени. Затоа што во оваа општина секогаш се работело согласно законски прописи и ако не сте знаели, општината што ја спомнувате, ние од оваа општина одевме цели 3 недели да ги подготвуваме за инспекцијски надзор кој што им се подготвуваше затоа што ќе лапаат дебели казни. Па имал градоначалникот на центар казни, ама имал и претходниот. Зашто не се ја вршиле работата добро? 3 казни има по 7.000 евра. Ама имали Жерновски. Па зашто службите не му чинат? А зашто еднаш не биде казната општина Карпош? Зашто си работи работата како што треба? Затоа што и кога биле непријателски и кога биле пријателски, јас сум бил опозиција на Љупчо Ѓоргиевски, сум бил опозиција на Никола Груевски. Не ме ланчале, доаѓале инспекции да најдат нешто, ама не можеле да најдат ништо. А вие постојано се заканувате и ја злоупотребувате својата функција. Вие, впрочем, имате искуство во апсење на градоначалници без судски налози како тоа што го направивте со градоначалникот Едмон Темелко. Имав една колумна, ќе ви ја повторам. Вие треба од мене да се плашите во 2 случаи. Тамо каде што сакате да ме пратите, дента кога ќе искочам. Јас уште еднаш ќе ви кажам, еден ден ако мене ме видите министар за внатрешни работи, тие работи многу подобро знам да ги работам од вас. Како компири ќе излегувате од земја. Немој да мислите дека сте многу паметни, немој да мислите дека многу сте сокриени. И немој вие од Социјалдемократскиот сојуз да зборувате за криминал. Еден криминалец има токму Тафталиџе еден, кој што издава стан по 5700 евра и кажува приказни и на кој што му е процесуирана кривична пријава за перење на пари, зашто перел пари со што прикривал придонес за пензijsko инвалидско, придонес за здравство и придонес за осигурување во случај на невработеност. Зимал и пазете, уште се суди со мене бидејќи сум го навредил од имал душевна болка. Па ја ќе имам душевна болка да изгубам секој месец по 5700 евра. Па сега ќе сакате да се селите за Белград. И вие ќе зборите за криминал, оној што ви е во Струмица, у криминал до гуша, снимен фино и лепо, како си бара пари, и еве уште еднаш да ви кажам пред вашата камера. Тој истиот ваш лидер, што се вика Зоран Заев, од мене има побарано 250.000 евра, во кој што со неговото ракописче го чувам ливчето, дали го сака оригинал или у копија да му го дадам. 50.000 за црквата, евричи, 50.000 за спортот на село, 50.000 за културата, и 100.000 ромите секој се бајле го јаделе пред вратата го чекале. И пак, уште еднаш ве прашувам, го сакате ливчето оригинал или го сакате копија? И ќе се прашате зашто инвеститор од Струмица избега токму заради овие пари што ги бараше вашиот лидер. И затоа што вие имате најмалку право да зборувате за криминал во оваа држава. И затоа што оној третиот што таму ви се слика, додека беше председател на второстепена владена комисија, се утепа земајки мито за да прифати жалба или за да одбие жалба. И вие денеска ќе зборувате за криминали. Па што не го прашате имото што го остварил? Дали е тоа од 50.000 денари приходи што ги има месечно како адвокат, или е како резултат на нешто друго што претходно имал? И мислам дека добро е да фаќате други теми, немојте за криминал.
Во оваа држава луѓе останаа без работа, во оваа држава се оплячкаа предпријатија, ама се е тоа на грев се става на Социјалдемократскиот сојуз. Хај, екологија што зборите, амбиентален воздух, дрва, трава, тоа ви личи. Ама за криминал не ви личи. И уште одозгора да се заканувате. Па немој да мислите дека некој ќе ви ќути. Не Катица, не како се вика она фатиме, пуштиме, кого сакате да викнете. Немој да мислите дека било кој ќе ве спаси. Или дека некого сте уплашиле. Премногу сте умачкани, значи не сте умачкани до овде, преку глава сте умачкани у криминали. А не дај Боже да зборуваме за она што значи резултати. Затоа што пред известно време ви ги соопштивме. Колку општина Карпош има проекти, на половина од тоа има трите вачи општини: Ранковце, Струмица и Куманово. Ке си ги прашате ли градоначалниците што ви работат? Они 70% од тендерите ги наменуваат за кептриджи, за хартија, за не знам средства за хигиена, не знам за што друго, а само 30% вложуваат во инфраструктура, во проекти. Па сега, ние парите што ги имаме, ние 80% ги вложуваме во инфраструктура. Видите, ние сме биле ајдуци, ние сме биле апаши, а они биле честните луѓе. И никој не ги прашува каде ви се бе луѓе парите. Јас да имам лидер како што е Зоран Заев, фатен на дело, како си мафта со рачињата, како Ал Пачино со цигарчето, парите ке батето вице да ми ги однесете, ќе се скријам и никогаш повеќе за криминал нема да зборувам. И уште имате уста од згора да зборувате и уште ќе искочите на оваа горница и некому ќе претите и мислите дека некој овде ќе ви се уплаши. А што е најинтересно, зошто вие од Социјалдемократскиот сојуз бегате од дуели, бегате од дебати со Стефче Екимовски? Затоа што ве знаеме, не, вие зборувавте за криминали. Извини молим те, вие зборувавте за криминали. Зашто бегате од дебати? Зашто однапред ви ги знаеме што ќе кажете? Криминали, ќе апсите, што ќе апсите? Како што личите? Тоа што сакаше да збориш ќе добиеш. Не. Немој да мислиш дека ако работиш во Министерство за внатрешни работи, овде ќе ни се закануваш и ќе ни се плашиме. Цел корпус да донесеш од тамо, нема да пројдеш како што мислиш. Од си многу паметна. И немој да мислите дека ќе ги плашите овде овие советници.